Денеска православната црква ги празнува светите Јоаким и Ана, споменот на Третиот Вселенски собор, светиот маченик Севиријан и светиот Никита, угодник Божји. Светите Јоаким и Ана. Свети Јоаким бил син на Варпафир од коленото Јудино и потомок на царот Давид. Ана била ќерка на свештеникот Матан од коленото Левиево, како и првосвештеникот Арон. Матан имал 3 ќерки: Марија, Совија и Ана. Марија се омажила во Витлеем и ја родила Саломија. Совија исто така се омажила во Витлеем и ја родила Елисавета, мајката на светиот Јован Претеча, а Ана се омажила во Назарет за Јоакима и во своите стари денови ја родила Пресветата Богородица Марија. 50 години живееле во брак Јоаким и Ана и биле неплодни. Живееле богоугодно и тивко и од сите своји приходи 1/3 само употребувале на себе, 2 ја раздавале на сиромаси, а 3 му ја жртвувале на храмот. А биле добро имотни. Еднаш, кога под старост отишле во Ерусалим да му принесат жртва на Бога, ги укорил првосвештеникот Исахар, велејќи му на Јоакима: не си достоен од твоите раце да се прими дар, бидејќи си бездетен. Така и другите кои имале деца го туркале Јоакима зад себе како недостоен. Тоа многу ги ожалостило овие 2 стари души, та со голема тага се вратиле во својот дом. Тогаш двајцата паднале на молитва кон Бога. Врзнив да направи чудо, како некогаш над Авраама и Сара, и да им подари едно чедо за утеха во староста. Бог им испратил свој ангел кој им го објавил раѓањето на ќерката преблагословена, со која ќе се благословат сите народи на земјата и преку која ќе му дојде спасението на светот. И веднаш Ана зачнала и во 9-тиот месец ја родила светата Дева Марија. Свети Јоаким поживеал на земјата 80, а Ана 79 години и се представиле на Господа. Поуки од светите оци. Се што е телесно е милливо. Кој го сака светот, ги сака и сопките во него. Затоа, ако некогаш ни се случи да изгубиме нешто, тоа треба да го прифатиме со радост и благодарност, свесни дека преку тоа сме се ослободиле од грижа. Ава Евпрепи. Спомен на Третиот Вселенски собор. Овој собор се одржал во 431 година во Ефес, за време на царот Теодосиј Помладиот. На соборот биле 200 свети отци. Овој собор го осудил Несторија, патриархот Цариградски, поради еретичкото учење за Пресветата Дева Марија и за раѓањето на Господа. Имено, Нестори не сакал да ја нарекува Светата Дева Богородица, туку Христородица, односно човекородица. Светите отци, осудувајќи го Несториевото учење, утврдиле Светата Дева да се нарекува Богородица. Освен тоа, ги потврдиле одлуките на првиот и на вториот Вселенски собор, особено Никеот Цариградскиот, символ на верата, заповедајќи дека никој не смее од овој символ ниту нешто да одзема, ниту да му додава. Поуки од светите отци.
оној кој на човека му ја зема облеката е крадец. Но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец? Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Светиот маченик Севиријан. Во времето на мачењето на 40 маченици во Севастија, тој ги посетувал овие маченици во темницата, ги охрабрувал и им служел. По нивната славна смрт и тој бил фатен, бил тепан и бил мачен за Христа и најпосле бил обесен за едно дрво со тежок камен на вратот, а друг на нозете. Благодарејќи му на Бога за се, тој го предал духот свој во времето на царот Ликини во 320-та година. Поуки од светите отци. Постојат 3 демонски замки кои ги крадат радоста и мирот. Жалењето за минатото, стравот од иднината и неблагодарноста за сегашноста. Свети Антони Велики. Светиот Никита, угодник Божји. Живеел во Цариград во 10 век. Со својот живот толку му угодил на Бога, што пред него црковната врата сама се отварала и кандилата сами од себе се палеле. Толку била силна неговата молитва. По желба на некој ѓакон Созонд, а по молитвата на Никита, од оној свет се јавил некој свештеник со кого Созонд бил во кавга и останал неизмирен. Поуки од светите отци. Човекот што ја познал мерата на својата немоќ, стигнал до состојба на совршено смирение и познавање на Бога. Зашто постојано поттикнуван кон благодарење на Бога, тој непрестајно постанува се побогат со божествени дарови. Срцето кое постојано благодари, постојано прима се поголема благодат. На благодата и претходи смирението, како што на искушението му претходи надменоста, гордоста. Ава Исак. Достојно ест Јаково истину, блажи ти тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тја велича.
Та